Добар ден, вие сте на фреквенцијата на Радио Лидер. Ова е емисијата Звукот на политиката. Мој денешен гостин е Жидас Даскаловски, универзитетски професор и човек кој со своите ставови, своите размислувања се истакнува во една, би рекол, зачмаана интелектуална средина во Македонија. Интелектуален амбиент кој повеќе или помалку е изгубен во годините на транзицијата. Се работи за млад човек кој на времето беше млад надежен научник, барем јас колку што се сеќавам. Сега е научник, релативно млад, нормално продолжува по патот на науката и образованието како универзитетски професор. Меѓутоа денеска сме тука да поразговараме за она што се случува во светот и она што се случува во Македонија на полето, ако сакате, и на геополитиката, и на демократијата, кризата на демократијата и како да излеземе од овој галијамат во меѓународните односи, нормално во нашиот внатрешно политички амбиент. Сведоци сме дека светот се менува, сведоци сме на тектонски промени на светот. Антонио Грамши вели дека може да го споредиме со светот на 30-тите години, кога вели дека стариот светски поредок умира, новиот никако да се роди, сега е време на зверови, токму тоа гледаме дека се случува на геополитички план, светот се сочува со војни кои се веќе дел од европскиот амбиент и повторно разгорување на војните на Блискиот Исток. Меѓутоа, она што поминува во контекст на сето ова е менувањето на нов, градењето на нов светски поредок, односно напуштањето на хегемонот или оној што беше чувар на меѓународниот поредок, онако како го знаеме после Втората светска војна на Соединетите Американски држави. Ние нормално ги пропуштаме сите работи, ние не размислуваме глобално, ние размислуваме она што значи локално, во рамките на државата се занимаваме со политичките случувања нате, при тоа без алтернативна надворешна политика, нормално ние ги прескокнуваме овие процесите едноставно ниту можеме да влијаме, меѓутоа и не знаеме како ќе се развиваат, не постојат анализи. Како гледате на овие промени, професор? Добре, прво да ви се заблагодарам на поканата да учествувам во емисијата. Драго ми што сум тука со вас, професор и колега, и на фреквенцијата на Радио Лидер. Јас вистина дека пред 15 години бев млад научник на годината на МАНУ. МАНУ имаше една убава пракса која што ги вреднуваше научниците од сите области и доделуваше таква награда. Сега, за жал, тоа веќе не постои и би било... Дали тоа значи дека немаме више млади надежни научници или едноставно процесот замре? Тоа е нека внатрешна политика на академија, не знам што е посреди што велат, ама во секој случај е добро да се потикнат младите на доаѓачки научници во било која област, бидејќи ние на младите се основаме за идниот развој на земјата, така што убаво би било да посветиме внимание на тој сегмент, посебно што станува збор за наука, значи научни постигнувања. Да, меѓутоа како е вреднувана науката во општеството, нормално дека така и однесува академијата. Науката слабо е вреднувана, вистина, тоа лесно се гледа ако ги земете буџетите на владата и Министерството на образование, каде што делот за наука и истражување секоја година е се поскратен, се помал и... Помало до Амен Господе, мислам. Амин Господе, да. Според со минатата емисија со предишниот ректор на универзитетот или методи, токму го истото го кажа, одвојувањата во науката се минимални, така што не можете да очекувате дека ќе растите во науката со такви средства. Тоа е, за жал, реалната состојба во Македонија. Тоа е реалната состојба, но добро, еве јас да кажам и друго, дека во принцип занимавам и со пракса, со предавања, со менторства, со семинари во рамките на мојата матична институција, Факултет за безбедност, и се разбира дека пишувам и објавувам трудови во релевантни часописи, меѓународни часописи, книги и така натаму. Во рамките на УКЛО, според меѓународни мерења на
постигнувањата на професорите, јас сум број 2, значи од сите можни факултети на УКЛО. Нели сепак тоа е вториот најстар јавен универзитет во Македонија, јас сум број 2. Генерално земено меѓу политолозите кои што делуваат во Македонија, исто така тука некаде сум веројатно на второто место. Така што имам доста опит и добро што ме поканивте да зборувам врз основа на она што сум го истражувал и што сум пишувал и што го презентирам. Значи јас учествувам и на глобални настани кои што се сврзани со безбедноста и меѓународната политика, да речеме и оние што се во западниот свет каде што ние припаѓаме, па и оние во источниот дел каде што се случуваат огромни промени, од Глобсек до Рајзина диалог. Глобсек е во Братислава, тоа е многу силен безбедносен форум. Па ако сакате и локално сум презентирал, сум учествувал и на Белградскиот безбедносен форум. Рајзина диалог е најголем форум за меѓународна политика и безбедност во Азија и еден од најголемите во светот, се случува во Делхи, во Нью Делхи. Тоа е нешто што е, да речеме, на рамниште на Минхенската безбедносна конференција, со тоа што во друг дел на светот, таму каде што промените веќе почнуваат. Каде што промените се одамна почнат, ти би рекол, професоре, и се всушност надоаѓачката сила, разликата во пристапот, например, е дека ако на безбедносна конференција во Минхен се собират главно западниот свет, вамо се собираат сите. Значи доаѓаат и Блинкени, и Борели, и Лавров. Значи тоа е разликата. Како и да се вратиме ние на нашиве теми. Светот несомнено се менува, оној датум кој што се врежува во сеќавање на многу е датумот на почетокот на руската инвазија, нападот на Русија на Украина. Меѓутоа, јас пишувам, зборувам на разни форуми настани за тоа дека всушност почетокот на инвазијата на Украина е само една манифестна форма на промените што се случуваат, односно на глобалниот сукоп во рамките на кој што нашата сојузничка, односно ние на САД, главниот наш стратешки партнер, како што милуваат да кажат политичарите во Македонија, се соочува со растот, конкуренцијата и обидот на други сили да ги сврнат од тронот, така да се изразиме. Значи, светот од падот на комунизмот до падот на комунизмот, знаеме ривали кои беа. Од падот на комунизмот и падот на Варшавски договор, светот беше на некој начин униполарен со водство на САД. Од перспектива на обидот да се свргне од тронот САД, тоа е еден процес кој долго трае и ние сега гледаме во Украина една многу манифестна форма, многу очито е, многу е јасно дека Русија си ги мери силите, така популарно на земја. Но меѓутоа процесот не е од 2020, туку трае малку подолго. И всушност имате обиди и на Русија, и на Кина, па и на други регионални играчи да создадат свет кој што е или мултиполарен, или во некој случај како Индија, која што јас милувам да ја поддржам како земја, да се создаде мултивекторен свет. Така, тоа е идејата позади, затоа што мултиполарен, знаеме, не е дека е нешто ново во надворешната, во меѓународните односи, меѓутоа овој мултивекторен е сосема нешто поинаку. Да објасниме, може ли? Може, како не. Значи, имате земја како Индија, која што не се обврзува да биде во едно јато. Значи, јатото, ако една страна е нашиот свет, западниот НАТО, не знам, Европска унија, САД и така натаму, Индија соработува со САД, соработува во сите можни економски, геоекономски проекти кои што се потикнати од САД, меѓутоа не си дозволува САД да и наложат да не соработува со други сили и да учествува во други проекти. Така што Индија соработува и со Русија, со Кина соработува иако е ривал е заради територијални спорови кои што ги имаат околу Кашмир и учествува, да речеме, сериозно во создавањето на новиот глобален економски поредок, каде што има институции кои што се раѓаат и кои што се стануваат пандан на оние стандардите што ние ги знаеме тука во Македонија и во западниот свет. Значи, на што тука мислам, на што точно се раководам,
стандардните институции во економската смисла на зборот по Втората светска војна се оние институции кои што ги знаеме тука како Светска банка, како ММФ, како глобални финансиско-економски институции кои што се горе-долу раководени од САД и западните сојузници и кои што влијаат на економските текови во ширум светот. Она што се случува со БРИКС, да речеме, е создавање на паралелни економски институции кои што се исто така моќни и кои што исто така имаат доста голема тежина во однос на земји кои што имаат потреба од финансиско-економски ресурси или помош. Всушност, борбата на Кина, да речеме, Индија, па и Русија е во модерирање на оној свет што постои, Обединените нации, Меѓународен кривичен суд, ММФ, Светска банка. Тие се обидуваат да ги променат тие да не бидат толку западоцентрични или толку доминирани од САД и од нивните партнери. И од една страна, значи, нивната игра, да речеме, народно е таа, а другата игра е име да создадат паралелни институции и тука оној пат на свилата, како што најлесно ќе може го запамтиме, иако официјално сега се вика со друго име, е еден голем кинески проект кој што е насочен кон создавање на нови реалности. Новите реалности се значи дека големите играчи, како што ги спомнавме, Русија, Кина и Индија, се обидуваат да си прошират својата сфера на влијание. Значи, имате голема борба во сферите на влијание. САД и Европа видовме каде стојат во светот со оние сите резолуции кои што беа во врска со руската агресија на Украина и гледаме каде се во светот со сите резолуции кои што се сврзани со израелскиот напад на Газа, да не употребуваме сега посилни зборови. Гледаме дека всушност нашиот свет стои доста изолиран во рамките на меѓународната политика, односно она што ние замислуваме дека ќе се случи, дека цел свет ќе ги поддржи западните... Ништо не размислуваме, затоа што ништо не се случува барем во тој контекст на анализа. Ние како Македонија не, туку да чисто ние како дел од западниот свет, тоа го кажувам. Значи западниот свет каде што ние припаѓаме или барем моментално припаѓаме се, или не се знае дека или мислим што... нема поддршката од остатокот на светот. Значи резолуциите покажуваат дека земјите стануваат себични, си ги гледаат своите интереси и дека во случајот со она што се геноцидот на палестинците во Газа, дури ја гледаат моралната страна на проблемот, а не политичката и позициите на САД и главните партнери на Соединетите американски држави. Тоа значи навраќање на стара теорија во меѓународните односи, дека меѓународниот систем е хаотичен и дека во кој доминира силата и доминира интересот, нормално остварен вез основа на моќта со која располагате. Токму и тоа е новото што се раѓа, тоа е влијанието на повеќе држави, немате една стожерна држава, односно надпревар на држави во контекст на влијанието во новиот глобален поредок. Токму тоа се случува и токму овие држави кои представуваат и веќе економска сила во светски размери си го барат своето место во тој глобален светски поредок. Економски ние мислиме Европска унија е врвот, меѓутоа не знаеме. Затоа што ние безалтернативно размислуваме. Не само што се однесуваме, туку и размислуваме така. Што е поентава? Европска унија ние знаеме и мислиме дека тоа е врвот, тоа е еден огромен пазар со регулаторна моќ. Меѓутоа не е најголем слободен пазар. Во Азија земјите регулираа својата трговија, направија слободен пазар кој што е поголем од европски. Економски земјите веќе на БРИКС се посилни од Г7. Значи Кина по тоа што се вели ППП, реална моќ на парите, ајде така да го преведеме, на граѓаните е посилно од Америка. Економијата на Кина е послаба во она што е стандардна некоја мерка на економистите бруто општествен производ. Меѓутоа во реална сила на парите, она колку што можеш ти да купиш со платата што ја земаш, да речеме, е веќе посилно од Америка. Значи имаме ни тектонски промени во геоекономската смисла на зборот, каде што веќе нашиот европско или евроатлантски свет не е доминантен. И тоа е нешто кое што трае и кое што ќе трае и понатаму во наредните години и децении.
ние тоа не го гледаме, да бидеме реални. Тоа дури Европа го гледа, затоа што Европа се преструктурира токму во контекст на овие промени што се случуваат. Планот на Макрон е да ја засили Европската унија, односно да ја направи компатибилна или, ако сакате да кажеме, конкурентна во новиот светски поредок, да си го најди своето место, а не да биде зобили колена. Меѓутоа ние тоа ниту го разгледаме. Да, ама сега професоре, вие сте управо, обидите на Франција секогаш биле да даде поголема автономија на Европа, меѓутоа сега по војната во Украина тоа не се случува и не гледам како ќе се случува, бидејќи Европа во односите со САД изгуби и де факто е поклопена, вака да кажеме народски, од доминацијата на Соединените американски држави и е на некој начин ставена како, пак да кажам народски речено, втора виолина. Добре, тоа е и резултат на Европа, политиките на државите на Европа. Мислам, знаеме Европа како е изградена и што претходело на историјата на создавањето на нова Европа, односно Европската унија, така што ова ми е сосема не е нешто за изненадување, можеби за оние кои не ги следат и оние кои не ги анализираат процесите, меѓутоа ова е нешто што, кажеме, беше очекувано, со оглед дека Европа во моментов го има изгубено не само чекорот, туку има изгубено идејата што понатаму и како понатаму. Без оглед на она што Макрон се обидуваше пред неколку години да го навести, очигледно веќе влегува во собствена криза која се акцелерира се побрзо и побрзо. Така што Пака сега прво да објасниме што е Европа. Ние треба да знаеме дека Европа се сите оние институции на Европската унија, комесарите, Ван дер Лајен и Борел и така натаму, Европарламентот, но земјите членки. И балансот меѓу тие три на некој начин ја осликува политичката и економската состојба во Европа денес и утре. И тука односите се доста комплексни. Вие имате во принцип Европски парламент кој што сега е на некој начин и легислативно тело, кој што може да носи закони, одредби, директиви, регулативи и така натаму, кои што се косат во некои случаи со националните интереси на Берлин, Париз и така натаму. Во самата Европска унија имате редица на земји кои што, да речеме, се директно сврзани со Вашингтон, а не со Берлин или Париз. Така што историјата тоа го знаеме од историјата и кои држави се и кои гравитираат према Соединените американски држави, кои се балансери и кои гравитираат во јадрото на Европа, мислам. Понатаму, со апсолутно сте во право. Тука и тие што знаат. Понатаму да кажам, политиките национални исто така се голема непознаница и за европските граѓани и за нас тука што ги следиме состојбите. Во која насока? В домашната политика на Германија е таа каде што имате партии, или да речеме Франција, или да речеме Холандија, или така натаму, каде што имате партии, групации кои што на некој начин се суверенистички, да речеме, и групации кои што се повеќе насочени кон на глобални некои агенди, глобалистички. Во принцип, сите десни партии кои што тврдо стојат на националните становишта, гледишта и позиции се во конкуренција со тие поглобални партии кои што пак од друга страна се раководат со интересите на Европската унија, кои што па се искоординирани со интересите на САД. И постојано имате во Европа избори каде што се шири баукот на евентуалната победа или доминација на тие десни сили, национал суверенистички, десничарски и така натаму. Од Холандија каде што победија, па се не може да состават влада, до изборите сега. И у Германија е промената веќе. Во Германија имате нели и АФД од една страна и од лева страна имате Линке, една нова партија која што произлегува од бивш сериозен политичар во левицата. Значи тие партии кои што реално земено не се за продлабочување на глобалните проекти, туку за строго гледање на националните интереси на Германија. Значи во сите земји имате таква некоја борба. Во Италија Северна лига, партијата на Мелони и така натаму. Да, тие веќе се власти. Сега да речеме можна и кооптација. Мелони настапуваше со сосема други ставови пред изборите, а сега се вклопува некоја глобалистичка агенда кога е премиерка. Значи и видиме тоа до изборите за Европскиот парламент како ќе одат. Ја мислам ќе се вратат на старата суверенистичка агенда, да. Можно е, значи имаме избори сега во јуни, 6 до 10 јуни за Европарламентот, има национални избори во многу држави. Моментот е интересен бидејќи јас реков
по инвазијата на Русија на Украина Европа изгуби во односот со САД. Стана втора виолина, ви кажав, и тоа се гледа и економски, тоа се гледа и во однос на тоа што се откажа од ресурсите ефтини од Русија, тоа се гледа и во однос на тоа дека САД се обидуваат со неколку закони и акти да се потикнат својата економија, а потикнувајќи својата економија рушат европската индустрија, фактички европските фирми не се толку конкурентни колку американските, бидејќи ако вие имате субсидии, како се викаат, субсидии на македонски, кои што ви нуди некоја држава, а таа сега САД ги нуди со два акта, Inflation Reduction Act и CHIPS, тоа е за чиповите закони. No. Ако вие таму имате големи субвенции, се викаат, не субсидии, извини, субвенции, вие сигурно ќе размислите дали вреди да произведувате тука, каде што енергетските ресурси се поскапи, или да се преселите во Америка. Европа, како ЕУ, Европската комисија реагираше, и тие сега воспоставуваат механизми каде што ќе дозволат национална државна помош во разни индустрии кои што би ги помагали предпријатија за кои што постои ризика пропаднат или ќе се преселат, па така Германија сега даде, мислам, 500 милиарди даде, односно вети ќе даде на сопствена фирма која што ќе гради батерии. Батериите се клjuč за едината, бидејќи електронски сите возила и компјутери и секе биде. Веќе го губат пазарот. Но дали ќе може да го издржат темпото? Од една страна ги имаат американците кои што повлекуваат, односно пумпаат многу ресурси во сопствената индустрија, од друга страна имате конкуренција Кина како главна индустријска сила во моментот, која што исто така дава субвенции на своји предпријатија, меѓутоа заради обемот на пазарот и заради обемот на нивната производство се поконкурентни, па скоро во сите нови технологии кои што се битни за едината. Од соларни панели до електронски возила, до високо софистицирани роботи, компјутери и така натаму. Да, тоа е веќе сериозен проблем со кој се соочува Европа, меѓутоа тоа е проблем на Европа на несогледување на она што доаѓа како бранд што доаѓа од истокот, меѓутоа и од западот и од Америка. И од Америка. Меѓутоа Америка цело време ги третираат како сојузник во контекст на се она што се случува. Очигледно дека интересот превладува, не се работи тука за сојузништво или за нешто друго, туку интересот на државите, односно заштита. Но професоре, сега да докажам, натрешната политика е многу битна. Гледате дека во Америка една е линијата на Трамп и републиканците со Трамп, а друга е на демократите со Џо Бајден. Во принцип, што зборуваше Трамп? Да си ги гледаме своите национални интереси, па по сметка дури на НАТО, замислете, во еден момент сите беа растревожени во Европа. Сега се слуша повторно истата реторика, истиот наратив се повторува. Значи тој вели друго, дајте да ги завршиме овие приказни со фабриките што ни се преселија низ широм светот, најмногу во Кина, дајте да се ги вратиме работните места во Америка. Овие наративи се наративи на суверенистичка позиција, каде што вие си ги гледате своите тесни интереси во рамките на нацијата, се спротивни на глобалистичките интереси. Бајден за НАТО тргна во друга насока. Бајден за економијата ја надогради позицијата на Трамп, во смисла на тоа што Трамп прв донесе закони, санкции кон Кина кои што беа сериозни и се сериозни. Трамп, Бајден ги надогради на уште посилно ниво. И сега што се случуваме во глобалните ланци на снабдување? Имаме проблем. Проблемот е тоа што под водството на САД се повеќе тие ланци за снабдување се прават на стратешко ниво. Значи вие не одите таму кај што ќе имате најевтина работна рака, најевтини суровини, туку одите да ги црпите тие ресурси во земји кои што и се сојузници или ги владеете. Значи одат са тоа на англиски се вика friendshoring, nearshoring, у смисол набавка на ресурси и ланците на снабдување да бидат во земји кои што се пријатели или се во ваша близина. Тоа што и порано го прави. Значи распад на глобализацијата во економска смисла е можен, иако са тоа е многу тешко, редица и меѓународни економисти кажуваат дека таков процес би бил многу сериозен удар на глобалната економија и многу тешко би се остварил, меѓутоа гледаме дека оваа војна што јас ви реков не е почната 2022. Војната за доминација во светот трае и ќе потрае
па веројатно се дека не дојде до баланс на желбите, можностите и позициите и на едните и на другите. Сега, ако САД и ние кај што сме Западот имаат конкретни, сигурни и постојани членки и сојузници, овие останатите тоа го немаат. Во која смисла? БРИКС е непостојана алијанса, асоциација. Овде во имате закони, одредби, регулативи, парламенти, тела, председателство, совети, комисии, така натаму. НАТО е исто формална алијанса. БРИКС е неформална алијанса каде што ги нивните интереси, себични, суверени интереси ги тераат да соработуваат. И во даден момент, например, што се случи со идејата се прошират? Се случи Аргентина да се откаже, така? Да. Аргентина се откаже, а саудиците не се запишаа, како би рекле популарно од македонски филмови. Саудиците ветија, односно се обврзаа на некој начин ќе се придружат, меѓутоа се уште не се придружени, балансираат со интересите кои што ги имаат несомнено во однос на Вашингтон. Така што разликата е таму. Овде има ни формални структури, има формални цврсти алијанси кои што се сега во еден дисбаланс у смисло Америка ги доминира, а од друга страна имате големи сили кои што соработуваат на некоја себична, прагматична и позициона улога и позициона состојба. Да не забораваме Шанхајска организација соработка, да не забораваме Русија ја раководи Евроазијска економска унија. Тие се организации кои што се далеку помалку формализирани во однос на ЕУ, во однос на НАТО, меѓутоа вршат некоја функција. Да, меѓутоа формализирањето на ЕУ ги претвори институциите во Брисел сила независна од државите, мислам сила сама по себе. И тоа очигледно им пречи на националните интереси на многу држави кои се членки на Европската унија и тука е судирот, веќе е видлив, затоа што кризата во Европската унија, не знам пред колку години беше, главниот став не дојде од државите членки, туку дојде ставот беше генериран во институциите во Брисел, затоа што ги губеа привилегиите кои со години ги граделе и ги надградувале, така што имате едно огромно тело кое во основа многу заличува во поглед на регулирањето на економскиот и политичкиот простор во Унијата на ист начин на кој тоа го правеше Советскиот сојуз во времето на Ладната војна. Мислам, еве го имате незадоволството на земјоделците во Европа, кое кај нас многу малци известуваат, меѓутоа кој се шири токму поради директивите кои се доста ригорозни и ригидни кои доаѓаат од Брисел, така што она што беше основа на економијата на Европската унија, сега се претвори во свој антипод, така што ќе видиме како ќе оди во тој правец. Меѓутоа, она што мора да... Тука само да кажам, Европа си наметнува некои агенди кои што тешко се остварливи, например ова зелена агенда е многу комплексно прашање и навистина е проблем за реализација. Се види дека има проблем сериозен. Има сериозен, а ова со земјоделството е одраз и на тоа што таква агенда се спроведе. Например, Холандија која беа минатата година протестите на земјоделците, јасно беше дека кога вие велите не знам, кравите пуштале гасови кои што загадуваат озонот и сега што да правиме да ги заколеме краните. А живее од тоа. А земјоделците со генерации живеат така натаму, значи има сериозен проблем, наметнуваат агенди или ова со Германија сама себе си ги затвори нуклеарните централи. Али Франција не ги затвори. А Франција например не ги затвори, тоа е интересно. Германија ги затвора затоа што нели тоа е мрсна нечиста енергија. Франција вели не, дајте да регулираме во рамките на дека нуклеарна енергија е чиста. Тие се борат, нормално бидејќи таму има главното производство на електрична енергија во Франција е тоа. Германија вели добро, идеме на обновливи извори, меѓутоа не стигаат, сега нема ни газ, поскапе гасот, значи многу работи се случуваат. И автомобилската индустрија очигледно е во огромна криза во Германија. Со електричните возила затоа што доаѓаат од Кина со поевтини, подобри, многу подобри, подолго возат. Така е. Меѓутоа и сето тоа е многу индустрија која не е автомобилската е развивана 100 години повеќе од 100 години. Значи само да закружам мислата и вашава мисла фактички. Во принцип ЕУ наметнува агенди кои што на некој начин се многу проблематични за земјите членки. За интересите, националните интереси. Тоа е тоа. Сега извинете, прашувате. Не, она што
сега ќе го вратам на Македонија, она што ни се случува на внатрешен и на дворешен план, најчесто го гледаме низ призмата на асоцирањето во Европската унија или нашето стратешко партнерство со Соединетите Американски држави. Меѓутоа, ако се прочита националната безбедносна стратегија на Соединетите Американски држави после падот на кулите во 2001 година, од 2002, ќе се забележи дека нагласокот на Соединетите Американски држави е ставен на држави кои се слаби или пропаднати, кои представуваат безбедносен ризик за Соединетите Американски држави, односно за нивните национални интереси. И тука Соединетите Американски држави се концентрирани да помогнат во, што би се рекло, во стабилизирањето на тој дел на светот, односно тие држави, со цел да безбедносните закани кои тие представуваат за Соединетите се прелеат кај нив. Па и во тој контекст се обидувам да ја разберам позицијата на Македонија во сето оно што се случуваше со Охридскиот договор, ако сакате, со промената на името, со етаблирањето на шарената револуција. Значи, сето тоа создава некоја перцепција за како Соединетите Американски држави се однесуваат кон Македонија. При тоа ние, знаете, размислуваме, да, тие ни се пријатели, да, меѓутоа тие го следа сопствениот интерес дури во контекст на нашето постоење, односно во нашите односи со нив. Ние мислиме дека тоа го работат од љубов према нас, се обидуваат да го стабилизира системот, меѓутоа тоа е во интерес на Соединетите Американски држави. Па нема, знаете, вие сте били амбасадор, професор, се нема пријатели во политиката, никогаш немало, нити ќе има. Да, меѓутоа ние тоа поинаку го разбираат нашите пријатели во Македонија, нашите политичари, ако мислат, се глупави и реално не знаат да водат политика. Сад се има своји интереси, ако се поклопуваме со нивните, добро, ако не се поклопуваме, тешко нас. Реалноста е таа. Ние како и да сакаме, не можеме да избегнеме од географијата. Ние сме во Европа, ние сме во регион кој што сега е уште по-стратешки за САД заради блискоста на Блискиот исток, заради блискоста на Црното море и Русија, односно Украина. Ние не може тоа да избегаме. Во некој друг замислен свет можеби можеле да играме некаква балансирачка улога, но ние сега во моментот како стојат работите не можеме. Добро, некој се уште смета дека сме центарот на светот околу кој се вртат другите држави. Па не, мислам, тоа се некакви пропагандистички работи кои што не држат вода, вака народски речено. САД ќе продолжи да има интерес во Македонија и тој е јасен од перспектива на нивната глобална политика во рамките на тоа дека ќе се обидуваат да го стабилизираат Косово како нивен проект. Да. Македонија е сврзана тесно со Косово. Се додека Србија ја игра нивната роља и нивната игра во смисла на тоа да не сака да се приклони кон интересите на САД со признавање на Косово и влегување во антируски потези, санкции и така натаму, е проблем за САД. Притисокот ќе оди преку Косово, преку Босна и Херцеговина, па и преку Македонија. И ние генерално земено во смисол на тоа дека можеме да автономно да постапуваме, тешко веројатно. Односите треба да ги градиме врз основа на тоа да градиме институции демократски и економски, да успееме да стабилизираме демократијата која што не постои веќе во Македонија и да градиме економска моќ за да преживееме во едината која што не е јасна во светот. Почнуваме зборуваме веќе половина мисија за тектонски промени и ние треба да се гледаме за нас и за нашата иднина. Дали е тоа во областа на енергетиката, дали е тоа во областа на транспортните коридори, дали е во областа на тоа што произведуваме, каде изведуваме и чии сме партнери, дали е во земјоделство. Не гледате, на вистина е така, нема никакви стратешки замисли, тука има неки луди идеи со чебрени и со гасни централи кои што фактички ја даваат нашата сувереност во енергетскиот сектор на соседна земја, а и плюс економски не уништожуваат. Ние сме глобално богати и се може да издржиме како мислам кога ќе дојдете до национални интереси, еве од позиција на тоа дека сум ја представувал државата, сваќате дека не знаете што е национален интерес. Ние ги мешаме националните и државните со цел да избегнеме тоа националното дека е само на една нација. Се обидуваме преку држава, еве и преку државен интерес, ние не знаеме што ни се државни интереси во, ако сакате внатре, па и посебно надвор. Ние
флуктуираме во рамките на меѓународниот систем, ние најчесто ги следиме политиките на големите држави, на оному каде што сакаме да одиме, тоа е Европската унија, притоа заборавајќи дека ниту Европската унија, ниту меѓународниот систем е идеален систем на односи меѓу државите, каде што сепак доминираат интереси, ние тоа го неаме и тука станува кушлус која. Па како да ви кажам сега, на пример имате земја како Грција која што беше дел од кинескиот продор на европското тло. Пиреското како се виката лука, пристаниште го продава на кинеска фирма. Немаат проблем со тоа, членка на ЕУ. Да, немаат и други членки на ЕУ. Немаат и други членки да тргуваат со Кина и со Кина и со Русија со капитал, немаат. Дури во услови на војната во Украина си продолжуваат. Па знаете, вие сигурно знаете кои танкери ја носат грчката нафта во Европа, која што нели не смее Европа да ја купува, всушност се продава Индија сега на Европа. Мислите грчки танкери ја носат? Убаво си кажат. Значи како да објасните на некој македонски политичар дека државен интерес е себичен интерес, мислиш за себе, гледаш идината на сопствената земја без некои идеолошки, политички, високополитички замисли кои што ти ги наметнуваат, па и да се најголемите стратешки партнери. Еве Сабајле беше кажано за гасната централа дека ќе оди преку Грција, затоа што ова Тето се вика другата ќе ја затвара затоа што гасот белоруски, притоа забораваат дека грците користат руски гас, мислам. Сега ќе ни доаѓа преку грците, меѓутоа гасот ќе биде повторно руски, така што малце или наивно, или од незнаење, или од северност. Да покажеме дека сме поголеми папи од самиот папа, мислам, во ама се во интерес на грабеж, се во интерес на грабеж, корупција и нечи приватни интереси. И тука доаѓаме до она што токму тоа го нарушува целиот демократски амбиент во државата. Кога имате корумпирана политика, тоа ќе имате корумпирана држава. Кога имате корумпирана држава, не може да очекувате дека демократијата ќе функционира според оние стандарди кои се поставени многу одамна. Добро, и сега, например, демократијата генерално во светот е во една голема криза и знаејќи дека демократијата е во голема криза, земји како Кина или Русија се обидуваат да ја сменат и дефиницијата на демократијата. Значи тоа е тема вака политолошка, меѓутоа е доста актуелна. Па добро, се наметна после влезот во Конгресот, не мислам влезот во парламентот во Македонија, туку во Конгресот на Соединетите Американски држави, една цела серија на написи, на анализи, одеше токму на линија дека демократијата во светот, нормално изедначувајќи ја демократијата на Америка со демократија на светот, е во сериозна криза, дури дека се нарушени принципите на кои се положени демократските држави. А сега видите вака. Тоа е сигналот. Имате сериозни политолози, научници кои што ви даваат анализи дека, например, Америка е олигархија. Проблемот на репрезентативната демократија е тој што тие што се репрезенти на народот, на волјата на народот, не секогаш ја почитуваат волјата на гласачите, не секогаш ги почитуваат широките интереси на граѓаните. Изгубена е врската. Врската е изгубена и се имате сериозни од Принстон анализи кои што велат вака проверувале дали интересите генерално во Конгресот кога се донесувале законите се подудараат со интересите на граѓанството, бизнис заедницата или да речеме интересни групи. Скоро никогаш не се подудараат, односно најмалку се поклопуваат со интересите на граѓанството. Најмногу на она елита која што раководи, од која што всушност се бираат овие конгресмени и сенатори. И сега видите што е главната критика на Кина, обидот да го сопствениот наратив да го продадат широм светот. Кинезите викаат вака, ние немаме оваа демократија со гласање. Нашава демократија, не знам, јас не го разбирам точно системот, не сум го истражувал, е консултации со народот, не знам, некои маоистички, марксистички методи, каде што постојано нивните чиновници, службеници, бюрократи се на терен и вика, значи ние имаме дослуг за интересите на обичниот граѓанин, а потоа ги спроведуваме и ефикасно ги спроведуваме. Например, преку партијата и например вика ние 600 милиони луѓе од апсолутна сиромаштија сме ги кренали, сега се релативно добри. Нашите се ефикасни методи, а има и консултации. Нема избори, можеби, ова класична демократска смисла, меѓутоа што ќе ви се избори како што ги има на западот, ако
ќе го избереш тој и тој, утре заборава што ветел си тера своја агенда. И сега како да ви кажам, многу земји во светот почнуваат да размислуваат, па се добро. сомневаат. Во Која приказна е поактуелна, поквалитетна. Кога гледате економски резултати на Кина се огромни, кога што вика земам грант или ќе се договараме ќе изради не знам железница, пат, автопат и што и да, ги градат без никакви условувања. Вамо, знаете политика на кондиционалите, политика на условеност од Европска унија, па и од САД, бараат вакви реформи, такви реформи, тие заеми, тие процедури и земите себично реагираат, почнуваат повеќе да се приклонуваат кон овој другиот свет, каде што поедноставни се процедурите, поедноставни се постапките, каде што поефикасни се постапките. На крајот на денот, некои земји, ево кога трнав со Грција, да кажем и Хрватска, паметни играат, па со европски пари градат стратешки мост над Пелешец од кинеска фирма. Тоа србите го прават со железницата. Србите го прават со железницата. Унгајците го прават исто со железницата, кај што директен инвеститор во Унгарија е кинеска фирма, мислам. Значи сосема се оправо кога кажувате нашите политичари се пак народски кажан дунстери, не знаат ни она што нормални земји во ЕУ го прават да го направат на начин да биде во полза на сите, напротив ги продаваат сите стратешки ресурси, претпоставам заради корупција и сопствени џебови. Меѓутоа на тој начин ја губиме државата. Тоа што демократијата е дефектна дефинитивно кај нас, мислам не е резултат на овие процеси, дефектна е со оглед дека е наметната просечност во се. Политиката наметна да просечноста доминира во општеството, значи секој оној кој одскокнува од таа просечност повеќе или помалку или е маргинализиран или е тргнат од општествените токови со цел да не ја наруси просечноста, дури не се работи ни за просечност. Кај нас веќе моделот на просечност се смене со моделот на неспособност. Колку понеспособни луѓе, толку тие размислуваат поголема можност за тивко корумпирање на државата и на системот, затоа што ниту гледаат, ниту слушаат, ниту разбираат. Кога имате тие се неспособни и лесно манипулирани. Да. Чим можете лесно да ги возите, да ги управувате со џојстик, како се сеќавате на порано на игрисиве, супер за вас. Ставиш секаде директори, агенции, министри кои што воопшто не размислуваат со своја глава нити за доброто на земјата, туку како на партијата да полна, како на водачите да полна, како за себе да украдат. Да, меѓутоа се го решил прашањето. Еве до каде стигнавме. Сега стварно се прашуваме по сите параметри теоретски ако одиме, Македонија е пропадната држава. Ако до сега бевме во процес на пропаѓање, сега веќе може според параметрите кои се даваат во книгите, во литературата, ние веќе сме пропадната држава, иако политиката тоа не го разбира така и нормално е дека имате враќање на авторитарни тенденции во македонското општество. Мислам, начинот на кој размислува политиката денес во последните 7 години е токму враќање на определени авторитарни традиции кои не очекувате дека демократскиот систем може да ги поднесе, односно да ги амортизира. Веќе стануваат очигледни и во медиумите, и во политичкото организирање, значи и во општественото живење секаде. Така е, апсолутно се согласен со вас. Оваа власт ги наруши сите демократски принципи, го наруши системот, ние сме веќе срушена земја. Битни им се наративите, битна им е поддршката не од граѓанството, туку од некаква замислена меѓународна поддршка имаат. Се обидуваат се што е независно тело, регулаторно тело, сите оние институции што треба да ги следат работењата на министерствата, на владата и така натаму, да ги ништат, да ги потиснат, да ги минимализираат. Па така имаме ДКСК, нели, државна комисија за спречување корупција, каде што членовите беа бирани на одреден начин во собранието, пак луѓето професионално да се вршат работата и овие да просто го игнорираат нивното работење затоа што не им одговара. И милион други регулаторни тела, и милион други агенции кои што би требало да бидат на некој начин механизам да не се злоупотребува власта, се минимализирани и прашањето е ако успееме, зашто јас не верувам дека вие лесно ќе се дадат да си отидат од власт, ако успееме прво да ги трнеме од владење, а потоа една по една институције да ги враќаме во живот, за да не ни се случи, не ни е битно сега да дадат други во опозиција да е на власт, туку кога ќе дојде опозицијата на власт, има механизми владењето да биде независно,
наблюдувано, контролирано, да има корективи, Да, ма тоа кои што ќе години. оневозможат трупање на власт и коруптивно владење на новата елита што би дошла. Па не сум многу оптимизмот не сум е- многу оптимиста дека Да. тоа ќе се случи, затоа што 30 години ја колку што знам имаме тело кое треба да ја контролира работата на безбедносните служби, па гледате како завршуваме. Така е, со ако големото гледаме- уво, со бомбите. Ако гледаме од перспектива на искуството, не треба да сме многу оптимисти. Но ние немаме друга опција, мора да работиме на тоа, еве, ќе дојде нова власт, да влијаеме на неа и вие како професор, како радио лидер и така натаму, јавноста, експерти, интелектуалци и така натаму, да влијаеме да не се повтори овој период од 2017 до 2024 еден ужас за Македонија, тотално распаѓање на системот, кое што веќе е неодржливо и неиздржливо. Тоа е тивко. Да бидеме реални, малце луѓе говорат јавно во контекст на она што се случува. Ние имавме распад на системот на заштита на човековите права, ако сакате, со големото уво, со јавното објавување на бомбите, имавме распад на судскиот систем, на владењето на правото преку формирањето на, ја би рекол, крајно неспособното специјално јавно обвинителство, кое наметна дека обвинетиот треба да ја докажува својата невиност, отколку наместо на обратниот принцип во правото кој секаде усвоен, само во Македонија добивме негово ново толкување и ново разбирање до уништување, па ако сакате, и на самата демократија преку конституирањето на собранието 2017, ако не се лажам, кој до ден денеска не знаеме врз основа на кој број на гласови беше избран новиот председател на парламент И во каква процедура? И во каква процедура, Дали затоа вие што можете сами да се соберете и да речете од денеска сум собрани, јас ќе решавам и ќе изберам нов премиер, односно спикер на Кога парламент. работите ќе ги поставите погрешно во контекст на она што значи градење на држава, градење на политички систем, градење на демократија, добивате ваков некој, би рекол, антидемократски монструм кој се создаде, едно лажно месијанство кое се промовира во Македонија, дека имате лидери кои во тешки моменти носат тешки одлуки, споредувајќи ги, ако сакате, со одлуките кои ги носел Винстон Черчил во време на Втората светска војна, што е малце наивно, кога она потврдувањето не доаѓа од нате, туку доаѓа од надвор, и тоа лажно месијанство во основа направи дека ние имаме историски, како се вика, сите настани од 2017 се историски, ако сакате, историска промена на името, историско продавање на историјата и на она што значи национална гордост, до продавањето на името, значи се што се случува од 17-та година е со презнакот историски, до историското организирањето на ОПСЕ, конференцијата, митингот во Скопје, каде што тоа тече по некој редослед во ОПСЕ, мислам, една све има веќе историска димензија, тоа е тоа лажно месијанство кое ни го промовира, мислам, а во крајна линија се сведува на северни политичари кои слушаат она што ќе му кажат. Северни сервилни политичари. Па да, и до последниот, идејата дека ќе сме влезеле во Европската Унија до 30-та година, сега не е до 30-та, ја префрлија малце понавака. Ма глупости, зборувате за работи кои што вие немате контрол. Како вие кажувате да нешто ќе направите кога на процесот немате контрола? Да, луѓето што Тие се наративите што ги предаваат пуфки, што викаат, предаваат на народот за да има некаква надеж, бидејќи тие реално во овие 7 години немаат направено 5 инфраструктурни проекти ширум земја, 5. Да, меѓутоа тие ни немаат направено. 4 ми се чини отворање на пристапни преговори од она во авионот до и сега не убедуваат дека се пристапните преговори отворени, дека овој како го велат глупости прават, значи се прават само наративи продават, приказни за мали деца продават што нема реални резултати. Па дури ни во тоа што замислено се добри. Тие се замислија дека се добри во евроинтеграција, не се. Не знаат како, не знаат кога, не знаат што. Интеграциите се за сопре. Ево вели малку да размислиме како се конституираме, регулираме внатре односите, па ќе продолжиме. Овие упорно викат, велат, ние проговараме. Ево им вели, дајте утрешна награда, влезете во единствен пазар, Пендаровски одбива.
Треба да си апсолутно наивен, да не кажам малумен, да не сватиш дека во моментов тие опции не се отворени за Македонија. Да, меѓутоа Имате Србија и Црна Гора. Да ви кажам. Србија од 2014 преговара, Црна Гора мислам од 2013 преговара, пак става наводници тоа. Зошто за наводници? Затоа што Србија има затворено две поглавја. Две поглавја кои што ќе ви нека дојде било кој вице-премиер бивши или нека дојде не знам Кацарска од ЕПИ, Симонида, ќе ви каже две поглавја кои што кога седнеш ги отвараш и ги затвараш. Таква е динамиката, образование и истражување и наука. Скринингот ни го направија дека се отворени, дека ние преговараме. Значи, што ви кажувам? Црна Гора има слична динамика. Две-три поглавја затворени, ама со новата методологија не се перманентно затворени, туку се како да кажам, секој момент може да ги време отвори. да бидат отворени. 10 години кога земји како Србија и Црна Гора преговараат и ништо нема направено, вие велите 2030 ќе сме влегле во ЕУ. Како да ви, а во друга страна ЕУ сега флертува со Украина, им дава почеток на преговори, па Молдавија тука вклучува луда работа, Молдавија пола територија, не пола, ама има дел територија што не го контролира. И сега вие велите 2030, па не сме глупави, сите знаеме дека она што не зависи од нас не може да го ветуваме. Од нас зависи дали ќе ги спроведуваме еу регулативи, директиви, аки комунитет, дали има демократија, економија расте. Тоа нема тука. И не да, постои. И тоа е веќе кажано отворено, меѓутоа да. Едноставно не сака да го слушнат или го слушаат само на нивно прифатлив начин. Па веќе почнуваат и да коментираат, не може закони да стават европско знаменце, демек е европска регулатива директива, а тоа нема врска со. Да. Не може да лажете, гласајте да се смени името затоа што со тоа ќе имате здравствени услуги во рамките на ЕУ. А не тоа е ЕУ политика. Ниту ќе добиеме здравствени, тука ги немаме, па камоли во ЕУ. Ама тоа не е заедничка политика, не. Секоја држава си има своји ресурси, своја здравствена политика. Значи лажат постојано, не работат, 5 инфраструктурни проекти немаш со колку да ги видиш не постојат и нема корупцијата. Вие очигледно не ги гледате аутопатиштата што се направени. Па се возам вака на Охрид, го гледам завршено. Тој убаво функционира. И на Гевгелија кога возите. Па до Блаце кој идам кај пријателите у Приштина, убав е автопатот до косовска граница. Супер. Никако да го видите. Па вака фиктивно постои, да. Да, тоа е тоа месијанството за кое зборувам, дека во основа ни продаваат приказки кои не коинцидираат со реалноста. Тоа се алтернативни факти, алтернативна реалност во која власта не убедува дека постои, а која ние не можеме да ја видиме и меѓутоа нивните следбеници, нивните подржувачи ја гледаат таа реалност, иначе не би ги гласали, не би ги подржувале. Меѓутоа да бидеме реални сега, шега настрана, сепак се работи за личен интерес, прито заборавајќи дека личниот интерес, преку личниот интерес ја губиме државата. Во основа, утре ни тој веќе нема да може да биде испорачен или исполнен, затоа што ќе го немате ниту економската основа за тоа, ниту државната, што би се рекло, структура која ќе може тоа да ви го оствари. Тоа е реалноста во Македонија. Тоа е реалноста, професоре, останува да го одбраниме процесот, да биде легитимен изборниот процес, колку што може помалку да крадат. Тие ќе се обидат на секој начин да крадат, инженеринг да прават, да го одбраниме, масовно да се излезе, да се гласа. Не кажам ни за кој, ни зошто, никако. Само да се излезе да се гласа. Зошто ако сега не го направиме тоа, оваа држава веќе ќе го пробие дното. И онака е распадната, ама ако овие добијат повторно шанса да продолжат да владеат, тешко нас. Мислам, тешко нас. Шансата да владеат е многу минимална според бројките, без оглед што тоа нивното. Така е, но да не бидеме успани, да си кажеме, па знаете како убав сончев ден, 8 мај мислам ќе го направат. Не мора да гласам, други ќе гласат. Не е така. Не е така. Сега треба масовно да се казни оваа власт. Да, треба да се размисли дека точно го делам вашето мислење дека можеби ќе биде највалканата кампања од 90-тите навака, притоа да не заборавиме, тука беа летоците бугарски 90-тите години првите избори. Па ако сакате големото уво пред изборите и војната пред изборите 2002, шарената револуција и бомбите пред изборите 2016, што значи кога ќе размислам секогаш кога доаѓа државотворните на власт, секогаш постојат одредени процеси кои
го успешуваат тој процес, односно го засилуваат тој процес, нормално подржан од определени структури надвор. И сега, ако гледаме, например, кај нашите сограѓани албанци, и таму има тектонски промени, таму голема борба. Очигледно е со голо око, јас не мора да живеам во Сарај или во Тетово да видам дека нешто се менува. Дуи апсолутно ништо не направило и расположението се менува. Да. Тоа ќе биде голем предизвик да се одржи процесот. Јас ви кажувам, прво ни треба голема масовна излеза се изразиме демократската волја, а второ да успееме да биде тој легитимен и најмалку што може нарушен од структури кои што грчевито се борат да останат со привилегиите, со коруптивното влијание и моќ. Тоа градено 7 години во претходни. Тука би го завршил разговорот, ви благодарам на гостувањето во Звукот на политиката и да очекуваме дека промените ќе се случат. Ја не сум нешто вака многу возбуден од тоа што ќе се случува, затоа што да добиете ваква држава, растурена држава и сето тоа да почнете да го обновувате, да го ресетирате од почеток ќе биде многу тешко, затоа што треба и човечки капитал, треба и финансиски капитал за тоа и треба да се борите со структурите кои на секој начин ќе се обидат да се го вратат, да го вратат системот таму каде што е, односно да го задржат вака. Добро, чекор по чекор, да не даваме преголеми очекувања, ќе биде процесот долг, меѓутоа да трне, важно е да трне. Да, а ќе тргне со изборите, односно со евентуално новата промена на луѓе, на власт и на како секој на нова филозофија во поглед на градењето на држава, демократија и слично. Уште еднаш благодарам, ќе се видиме ние сигурно повторно. Благодарам, професор.